Пробиштип го слави денот на градот, меѓу две прослави општината помине и низ пеколот и низ рајот, зашто ова е време кога се затвори рудникот и над 500 рудари останаа на улица, но и кога се отпочна постапка за негово повторно отворање. Во меѓувреме за општината да не зависи само од рудата, се инвестирало и во создавање услови за развој на други индустријски гранки. Во изминатите години оформивме 4 нови индустријски зони во кои веќе се изградија и успешно работат повеќе производствени и индустријски капацитети. Во една од новоформираните индустријски зони, кај селото Неокази, минатиот месец се постави и камен темелникот за изградба на нова фабрика, инвестиција на Cranfield Foundry во висина од околу 15 милиони евра, која треба да вработи околу 280 лица. Годинава општината се пофали со над 1 милион евра инвестиции во патната инфраструктура, изградба на водоводи и канализации во повеќе населени места. Со тоа ќе ги задржиме младите, а крајниот резултат секако е подобрување на социоекономските услови за сите нас. Вака градоначалникот ја гледа својата и работата на неговиот тим годинава, но како неа ја гледаат граѓаните. Работи се, затоа се работи се. Кој дава пари, какво се дава, важно се работи, а сега. Појдете по овие улици, ќе видите колку се направени, они некои направат нови, али се старите им пропаднаат, тоа они немат ништо направено. Граде се, колку се стаса граде се. Па сега во лошо време беше ош полошо. Беше едно време ние немаме пат за никаде, сега полека не може на еднаш све. Па добро е, се добро. Како да кажам, Пробиштип добро е. Рударството пак му донесе многу привилегии на Пробиштип, но и многу нови пријатели. Први кораци сарадњи су кренули тако што су рудари из ових Првата соработка се случи кога рудари од Пробиштип дојдоа да работат кај нас. Ние сакаме таа соработка да ја прошириме на официјално ниво. Кренула и ми желимо у будуќем периоду то више да проширимо. Оние индивидуалци од делот на образованието кои годинава и го обелија образот на општината, добија посебни признанија. Добив благодарница за освоено прво место за 4-та година и второ место за 3-та година на државниот надпревар по биологија. И оваа година освоив 2/3 награди, математика и физика на државен надпревар. Мојата благодарница е од 3-то место на државен надпревар по биологија. Прославата Пробиштип ја заокружи со изложба на слики од Лесновската ликовна колонија. Учество зема 12 професионални уметници и 4 уметници аматери, влюбеници во овој вид на уметност. Мотивацијата ја црпеа од живописното Лесново, недопрената природа на село Лесново, карпестиот предел на село Лесново и духовноста на нашиот светилник, манастирот Свети Гаврил Лесновски. Прославата на денот на општината трае 3 дена, но за сите најзначаен е 28 август, за кога е најавено символично отворање на рудникот Добрево.